Дојдовте во третата епизода на Тин Феномен. Оваа епизода имаме нови изненадувања. Ке ги разгледаме вечно актуелните теми од друг агол. Имаме гостин со кој ќе зборуваме за несекојдневни работи. Ке се фокусираме на идеите што често знаеме да ги занемариме. Например, како да одговорите на прашањето "Зошто немаш научено?" Или пак, зошто лиштата ти се секогаш во тотален хаос? Спремете се за нешто ново, нешто интересно, затоа што Тин Феномен започнува сега. Оваа недела во Тин Феномен ни гостува еден од членовите на МТЦ Зона. Разговараме за тоа што ново има во МТЦ Зона, предизвиците кои ги носи тетарската сцена и незаборавните моменти со тетарската дружина. Останете со нас за да дознаете што се случува зад театарската сцена и да дознаете нешто ново. Затоа што денес наш гостин е Стефан Петревски. Стефан, добре дојде. Добро ве најдов. Како си? Одлично, одлично. Ми е мило за поканата, пред се да ви се заблагодарам за поканата. Студиото ви е феноменално. Ти благодарам. Фала што не одби што е прими нашата покана и што гостуваш денеска ти со нас. Таму на работа тебе да те одбијам при тебе. Па како прво прашање би било, кога свати дека сакаш да бидеш дел од МТЦ Зона и што те привлече кон актерството? Прво ајде за МТЦ Зона. МТЦ Зона започна уште кога беше и тоа со театарската работилница на фестивалот Војдан Чернодрински. Зона започна првата средбена беше на 12 септември 2023 година. Со тоа што со актерството започнав уште поради тоа што имам дома двајца актери и мораше да има уште еден наследник. И мене ми се падна парето. Па најмногу со тоа почнав да се занимавам во средно кога почнав, негде околу средината на средно. И онака жарта баш за да започнам и да студирам понатаму драмски факултет беше негде околу, мислам дека втора година. Најголема можност ми се отвори, најголемата љубов да ја добив со работењето во театарските работилници на Војдан Чернодрински. А после и со Зона. Наравно прашање наше би било да дознаеме за тоа дали имаш некој идол, актер или режисер. А сега е време за одговорите на животните хакови. Зошто не учиш? Не сум доволно мотивиран. Зошто лиштата ти се секогаш во тотален хаос? Полесно ми е да си се снајдам во креативниот хаос. Наравно прашање наше би било да дознаеме за тоа дали имаш некој идол, актер или режисер. Тој Идол актер се разбира дедо ми, Најдо Тодески, кој со него работам цело време и ми е најголема поддршка и помош и најголем критичар за театарот. Сепак тој те навел на тој пат и ти ја вродил таа љубов кон театарот. Да. И Да. те критикува нонстоп. Да. За моја среќа, да. Па добро се на критиките се учи на Да, грешките. да. кое и какво беше твоето искуство прв пат на сцена? Страшно. Малку повеќе да ни раскажеш за Првото искуство, да кажам, ајде така, пред полна сала во Војдан Чернодрински, нормално не се сметаат приредбите, смотрите Да. на училиште. Тоа беше со представата Чернодрински се враќа дома. Првото моје излегување такво баш со целовечерна представа, со повеќе ликови во таа представа, беше многу страшно и многу стресно за мене. Ама сега заврши тој страв, има уште нормално. Не сум скроз опуштен, ама сега е супер. А првото искуство беше страшно. Нормално дека секогаш ја има тремата и стравот, секогаш тука никош немате напушки. Да. Кои ликови ги играш во таа представа и како баш ти тие ликови да ги играш, дали ти ги одбра сам или
ти ги дадоја да ги играш? Улогите ми беа поделени, не ги одбрав јас. На почетокот, пред да заминат некои членови, пред да се направат промени во зона, на почетокот ги играв Грчев, кафаната Балкан, потоа беше Јосиф од Панаѓурот, потоа беше директорот Славејков, тоа е исто така многу добра сцена и многу интересна. И лик кој што го играв на почетокот, а сега не, тоа е и мојот омилен, Андре Бретон. Тоа е еден надреалист дадаист. А со промените сега играм професор на свадба, на свадбата. Професор на свадба. Да, по музичко. Интересна улога. А зошто прекина да играш баш твојата омилена улога? Па како што кажав, се направија некои промени, некои членови заминаја и така и се одлучи да се скрати таа сцена, да не се прави промена. За да се направи едно сценарио да се извежба, колку време е потребно за целата таа представа да се изведе на сцена? Па на почетокот имавме по една проба неделно. Значи со представата започнавме негде околу мислам дека февруари, почетокот на февруари, и премиерата беше на 22 мај. Мислам дека поубав и помагичен процесот тој нема, дека тоа е најдобро нешто што може да го искуси било кој актер и било кој човек. Така да, а потоа почнавме со многу интензивни проби, имавме проби секој ден и по 3-4 часа можеби. И тоа е тоа. До некаде јас сум запознаен со овој процес, како, од каде до каде треба да се навежба една представа и што треба да се направи за да биде успешна една представа. Само дали може да ми појасниш? Значи, како почнува сето нешто кое ќе речите, правиме представа, играме таа представа, значи што е прво што го правите, освен тоа што го разгледувате и го читате цел текст? Понатамо. Значи, прва фаза е да претпоставам го читате текстот, така? Да, делење на текстот и сега, например, за Черногрински се враќа дома, улогите веќе ни беа поделени, а сега за оваа представа, за која се спрема сега, тоа е Гнев од Стивен Кинг, за таа представа имавме неколку читачки проби, подолго време, каде што ги менувавме ликовите, секоја проба различен лик. Си се пронајдуваш фактички во улога. Па да, гледаш и гледат самите ментори, режисери, кој лик тебе најмногу би ти лежел, начинот на кој го доживуваш тој лик и така. За разлика од Черногрински се враќа дома, што како што кажав, тие веќе ни беа и поделени. Поделени. Да. Значи читањето, па потоа поставување на сцена. Тоа е оди читањето, па делењето на улоги и кога веќе ќе се види дека текстот е научен и дека може да се излези на сцена, се почнува со професионално кажано мизансцена. Мизансцена. Да. Кој е советот кој што си го добил од режисер, од колега? Ја добивам совети секој ден од сите. Па совет така од поблизок бил да ги искористам сите можности кои што ми се пружени, затоа што ако не искористам сега искуството со зона и начинот на работењето, мислам дека би било голема загуба за мене. А има уште многу совети, така да ако почнам да ги редам советувањата, ќе трае многу долго. Дали годинава, пошто запознаен сум со тоа дека колку веќе 2 или 3 години има работилници, театарски работилници по повод фестивалот Војдан Мислам дека годинава ќе биде трета година. И ја така некако, како што знам. Дали би учествувал годинава, дали сакаш да учествуваш? Па со тоа што со зона се прави проект, мислам дека би ми било многу кнап со време. И тоа, и театарските работилници беа едно одлично искуство, мислам дека и ти беше дел. Да, бев. Тоа беше едно стварно фантастично искуство, ама мислам дека не би можел да стигнем на двете места. За жал. Да се навратиме на бабјата што спомна твојата милена улога. Зошто баш таа? Што те привлекува баш кон таа улога? Таа улога најмногу ми беше најмилена ми беше тест, поради тоа што како ја поставивме таа сцена, тоа е една многу интересна анекдота. Имавме проба со таа сцена, јас
Дора Ивановска и Вања Младеновски. Имавме проба со таа сцена и завршивме. И после тоа уште пробата нега со таа сцена траеше околу час, час и половина. И потоа уште 2 часа јас и Вања ја поставивме сцената во театарското бифе сами. Поради тоа така ми остави во сеќавање таа проба за улогата. Како се справуваш со тремата пред да излезиш? На почетокот има едни многу убави апчина кој имаш трема. Тоа е бекомплекс, мислам дека се вика. Прво ги пиев тие, за да можам воопшто да излезам на сцена. Ама сега со тек на време ги откажав. Се навикнуваш. Да, тоа е плюс што ги откажав тие апчина. Така да сега не е толку проблем. Мислам, може би со нова представа на премиера пак треба да земам едно-две, ама се надам дека нема. Да, дека нема. А кога ќе биде премиерата на новата представа? Не се уште не се знае. Па би требало исто да биде како со Чернодрински се враќа дома, тоа е крајот на мај најверојатно. Ако е секако што треба, може би порано. Во кој жанр и на театарска представа или филмска улога би сакал да глумиш, да учествуваш? Би сакал повторно да играм улогата на Джими од Вејка на ветрот, поради тоа што таа представа се правеше за театарските работилници и некако мислам дека би можел повторно таа улога да ја изиграм на подобар начин, да кажам, пошто тоа беше едно искуство кое беше травматично за мене. Ради тоа што цела представа ја поминав вака, поради тоа што ги имав уште откриено тие магични апчина. И затоа би сакал да изиграм повторно таа улога. А во филм би сакал да играм во некои филмови каде што е прикажана македонската историја, како што се до Балчак, например, такви некои филмови. Тоа ми е баш желба. Интересно. Исторички филми. Сега прашање следи што ви ја интересирала женската популација. Со која актерка сакаш да снимиш љубовна сцена? Една македонска актерка, една од странство. Нормално после 18 години. Биди искрен, нема луѓе. Странска актерка. Тоа е нормално пред се Анџелина Џоли, ама Помлада. За странска актерка не е многу млада и ама тоа милена актерка и најубава актерка ми е Ана Хетеле. Така мислам дека се кажува правилно, не знам. А македонска? Македонска. Не ми текнува за македонска, која би можело да биде. Мислам, ја не пребирам. Така да. Битно да се изигра. Да. Стриктно професионално. Да. Строго професионално. Да. Добро. На страна од МТЦ зона, сега би те подпрашали малце под друга тема. Кажи ми, каде учиш, што учиш, на страна од глумата? Учам. Запишан сум Учам, запишан. Запишан сум во гимназијата Мир Часев, 4-та година сум. Второ полугодие, втора смена. Во скратено е општа, инаку е поправилно Обштествено хуманистичко подача. Точно така. Фала ти. Се надеваме дека прашањата не бе премногу тешки, ти се допадна дружбата со нас. Одлично. Може пак да сниме другата недела, не е проблем. Ние сме расположени за стигање, така да. Одлично беше, фала ти. Че има и наредна прилика. Нема проблем. Тоа беше се за денес. Се гледаме во следната епизода со повеќе забава. Не заборавајте, останете своји и уживајте во моментите. На исто место, во исто време. Чао, друштво. Не. Слеј!